Добар ден, драги ученици од 6 оделение. Моето име е Јагода Евтимовска и јас сум наставник по англиски јазик од Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево. Деновиве, како и многу други мои колеги, сум вклучена во проектот на Е-училница, проект кој што е започнат специјално за вас со цел да ви помогне да ги обработите преостанатите наставни содржини од наставните програми по сите предмети, кои што сме спречени да ги обработуваме во училиштата заради новонастанатата ситуација. Со овој видео час денеска, јас ќе се обидам да ви помогнам да совладате една граматичка наставна содржина која што носи наслов Comparative and Superlative of Adjectives, односно компаратив и суперлатив од придавки. Наша заедничка цел денеска ќе биде да научиме како да степенуваме придавки во двата споредбени степени во компаратив и суперлатив. Или, по-конкретно, целите на оваа видео наставна содржина се учениците да научат да степенуваат едносложни, двосложни, повеќе сложни и неправилни придавки во компаратив и суперлатив, учениците да можат да образуваат реченици во кои ќе споредуваат луѓе и нешта, и учениците да знаат да поврзуваат неколку реченици во низа за да опишаат нешто или некого користејќи придавки степенувани во компаратив и суперлатив. Пред да поминеме на начинот на степенување, ќе се потсетиме what are adjectives? Што се тоа придавки? Adjectives are words that describe nouns. They describe the size, the color, the shape, the mood of a person, a thing, an animal or a place. Односно придавки се зборови кои што опишуваат именки. И опишуваат нивната големина, нивната форма, нивната боја, опишуваат личности, опишуваат физички изглед на личноста, карактер на личноста, опишуваат животни, места и така натаму. Овде ви понудив некои придавки на англиски јазик, чисто само да имате представа кои зборови се придавки. Tired, hungry, thirsty, angry, empty and full, short and tall, rich and poor, strong and weak, slow and fast, expensive and cheap. Јас сум сигурна дека ви можете да наброите многу повеќе придавки на англиски. Овие форми на придавките уште се познати и како позитив на придавките, значи формите со кои опишуваме. И сега рековме, наша цел ќе биде да научиме да степенуваме. Па ќе почнеме со првиот споредбен степен или comparative. What is comparative? The comparative form of an adjective is used to compare two persons, places, or things. Mario's house is smaller than mine. Apples are more delicious than bananas. Компаративот е споредбен степен со кој што споредуваме две нешта или двајца луѓе. What is superlative? The superlative form of an adjective is used to compare three or more persons, places, or things. Tina is the most intelligent student in our class. She is the biggest girl in the school. Суперлативот е споредбен степен со кој споредуваме три и повеќе нешта или луѓе. Повторувам, со позитивот на придавката опишуваме, со компаративот веќе споредуваме две нешта или двајца луѓе, а со суперлативот споредуваме три и повеќе нешта или луѓе. Сега поминуваме на тоа како ќе ги степенуваме придавките во англискиот јазик. Пред да започнеме со тоа, чисто само една корелација ќе ви направам како тоа го правите во вашиот мајчин јазик. Многу едноставно. На основата на придавката ставате преставка по кога сакате да ја степенувате во компаратив и преставка нај кога сакате да ја степенувате во суперлатив. Така што, ако основата на придавката е убав, во компаратив добива форма поубав, во суперлатив добива форма најубав. Меѓутоа во англискиот јазик тоа е малку поразлично, па имаме три различни начини на степенување. Почнуваме со едносложните придавки или one-syllable adjectives. Следете го примерот и самостојно можете да заклучите што се случува. Fast, faster, the fastest. Young, younger, the youngest. Заклучуваме дека кога сакаме едносложни придавки да степенуваме во компаратив, на основата од придавката додаваме наставка ER и
Многу често, после придавка степенувана во компаратив, се користи зборчето then. Кога истите придавки сакаме да ги степенуваме во суперлатив, пред основата на придавката се користи членот D, а на основата на придавката се додава наставка EST. A dog is faster than an elephant. The horse is the fastest. Едносложни придавки. Продолжуваме со едносложните придавки, но такви кои што во основата завршуваат на и. Па повторно ќе ги погледнеме примерите. Nice, nicer, the nicest. Strange, stranger, the strangest. Ваквите придавки, бидејќи веќе во својата основа завршуваат на и, во формата за компаратив добиваат само R, во формата за суперлатив само ST. Значи, едносложните придавки кои веќе во својата основа завршуваат на и, за компаратив добиваат само наставка R и повторувам, најчесто после формите за компаратив се користи then, за суперлатив пред основата на придавката се користи членот D, а на основата на придавката се додава само ST. Harry is nicer than Frank. Dean is the nicest. Which is the strangest? Повторно, ќе видиме како ќе степенуваме едносложни придавки, меѓутоа сега такви кои завршуваат на consonant, vowel, consonant, односно согласка, самогласка, согласка. Многу од нив се и составени само од 3 букви, и тоа согласка, самогласка, согласка. И еве повторно, ако ги погледнеме примерите, самите можете да заклучите што се случува. Ваквите придавки исто така добиваат наставка ER за компаратив и наставка EST за суперлатив, меѓутоа пред да ја додадеме наставката ја удвојуваме последната согласка. Повторувам, кратките придавки кои што завршуваат на согласка, самогласка, согласка, степенувани во компаратив, најпрви ни ја удвојуваат последната согласка, а потоа добиваат наставка ER за компаратив и ST за суперлатив. Monday was hotter than Sunday. Tuesday was the hottest day. Поминуваме на двосложни придавки, и тоа двосложни придавки кои што завршуваат на consonant plus Y, односно завршуваат на буквата Y, а пред неа се наоѓа согласка. Ваквите придавки применуваат едно, за вас верувам, познато правописно правило, сте го среќавале при образување на множина од именки, сте го среќавале и применување на глаголи во present simple tense и ќе го употребуваме и овде. Јас ќе ве потсетам дека кратките придавки, односно двосложните придавки кои што завршуваат на буквата Y, а пред нив има согласка, при степенување во компаратив најпрви ја менуваат буквата Y во I, па потоа додаваат наставка ER, односно ER за компаратив, односно EST за суперлатив. Повторувам, кога степенуваме кратки придавки кои завршуваат на Y, а пред нив има согласка, Y ја менуваме во I, па додаваме ER за компаратив, истото го правиме и за суперлатив, Y ја менуваме во I, па додаваме наставка EST. Меѓутоа, постојат и придавки кои што завршуваат на Y, а пред неа имаме самогласка. Во тој случај не се менува ништо, туку само на основата на придавката се додава соодветна наставка во зависност од тоа во кој степен сакаме да ја степенуваме. Да сумираме сега. Во оваа табела ви ги издвоив сите правописни правила за степенување на придавки, и тоа кратки придавки во компаратив. И добро би било да си ја пренесете во вашите тетрадки. Кога кратките придавки се едносложни придавки, правописното правило вели дека добиваат ER за компаратив, slow станува slower, fast faster, tall taller. Кратките придавки кои веќе завршуваат на и добиваат само наставка R и така. Large, larger, nice, nicer. Двосложни придавки кои завршуваат на Y, а пред нив имаат согласка, најпрви Y ја менуваат во I, а потоа добиваат наставка ER.
Hungry, hungrier, happy, happier, funny, funnier. И ни остануваат уште едносложните придавки кои што завршуваат на согласка, самогласка, согласка. Најпрвин кај нив ја удвојуваме последната согласка, па додаваме наставка ER. Big, bigger, fat, fatter, feet, feeter. Кратките придавки, степенувани во суперлатив, ги преминуваат следниве правила. И повторно, сметам дека е добро оваа табела да ја имате во вашите тетрадки. Едносложните придавки добиваат наставка EST, при што slow станува slowest, fast, fastest, tall, the tallest. Кратките придавки кои веќе завршуваат на I, добиваат само ST, при што large станува the largest, nice, the nicest. Двосложните придавки кои завршуваат на Y, а пред нив имаат согласка, најпрви ја менуваат Y во I, па добиваат наставка EST. Hungry, the hungriest, happy, the happiest, funny, the funniest. И кратките придавки, односно едносложните придавки кои завршуваат на согласка, самогласка, согласка, при степенување во компаратив, најпрви ним ја удвојуваме последната согласка, па потоа додаваме наставка EST. Big станува the biggest, fat the fattest, feet the feetest. Во оваа табела ви понудив сега комбинирано и кратки и кратки придавки и во компаратив и во суперлатив. Hot добива форма hotter за компаратив, the hottest за суперлатив. Cold, colder, the coldest. Wet, wetter, the wettest. Heavy, heavier, the heaviest. Warm, warmer, the warmest. Hungry, hungrier, the hungriest. Продолжуваме сега со двосложни придавки и повеќе сложни придавки. Пак ќе се задржиме на примерите кои ќе ни помогнат веднаш да видиме што се случува тука. Можете да приметите дека овие придавки не добиваат наставка ниту за компаратив, ниту за суперлатив, туку во компаратив користат more пред основата на придавката, а во суперлатив the most. Famous, more famous, the most famous. Expensive, more expensive, the most expensive. A car is more expensive than a bike. The plane is the most expensive way to travel. Значи, ова се група на повеќето двосложни придавки и повеќе сложни придавки составени од 3 и 4 слога. Тие ги викаме долги придавки и уште еднаш заклучуваме дека тие го користат more пред формата за компаратив. Еве табела повторно со понудени примери. Mary is more polite than Cindy. Tom is more helpful than Peter. Sandy is more hardworking than Maggie. Joe is more good-looking than Tom. Повторувам, долги придавки, степенувани во компаратив, користат more пред основата на придавката. Долги придавки или повеќе сложни придавки, степенувани во суперлатив, пред основата на придавката користат the most. If mango is $5, coconut $10, and melon $30, then the conclusion is that the melon is the most expensive fruit. Останува уште третата група на придавки, многу мала група на придавки. Ги викаме irregular adjectives или неправилни придавки и самото име ви кажува дека не го следат ниту првиот терк на степенување, ниту вториот, туку комплетно ја менуваат својата форма и во првиот и во вториот споредбен степен. Good, better, the best, bad, worse, the worst. You're a better singer than John. It was the worst decision she had ever made. Оваа табела ви понуди повеќе такви придавки. Заедничко нешто за сите видови на придавки степенувани во суперлатив е тоа што пред придавката го користат членот the. И едносложните, и двосложните, и повеќе сложните, и неправилните придавки, сите степенувани во суперлатив добиваат член the, затоа што едно нешто се истакнува како уникатно и најпомеѓу повеќе.
Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, further, the furthest. Many, much, more, the most. Little, less, the least. Кога би биле во училница сега, би ги понудила овие придавки и ќе очекувам да знаете да ги степенувате во двата споредбени степени. Bad, worse, the worst. Good, better, the best. Young, younger, the youngest. Hardworking, more hardworking, the most hardworking. Helpful, more helpful, the most helpful. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Предпоставувам дека и сами можете ова да го направите. За крај ви понудувам линкови со вежби. Се надевам дека ќе ги употребите сите линкови. Кога ќе се вклучите на првиот линк, таму ќе најдете многу повеќе линкови. После завршување на секоја од вежбите, побарајте некаде check или done или можеби submit, на која ќе кликнете за да проверите колку точно сте одговориле. Се надевам дека ќе бидете успешни во решавањето на вежбите. Завршувам со една порака која што постојано ја слушате деновиве. Stay home, stay safe. Заштитете се себе си, заштитете ги вашите најблиски со тоа што ќе останете дома. Ви понудувам неколку препораки од Светската здравствена организација, прочитајте ги и послушајте ги. Thank you for your attention and have a nice day.